Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Добар ден! Добър ден, поведете. Одовде сте, ваша ова куќа? Ова е моја лична куќа. Може да влеземе малку да поразговараме? Поведете. Ајде да видиме. Имам цел баска година да поведете. Ајде. Ајде, добар ден. Добър ден, добре да сте. Здрави и живи да бидете. Како се викате? Илија Соколовски. Илија Соколовски. Ајде да седниме малку да Поведете. поразговараме. Да поразговараме, да се видиме. По Сувогрло сме, а? По Суво. Зато нешто не кашлица не фаќа. Од како добило името Сувогрло шо? Сега не знам како е дојдено Сувогрло, некој дека викало Сувогрло е суво, ракија нема. А во Согрло мој со ракија да се уđеш. Вистина. Богам. А рекат Сувогрло. Значи, ракија има доволно Ракија Сувогрло имаш пак. да се уđеш. А било суво е сега. Зошто е приказано се? Или од вода, или за ракија, што крстили Сувогрло. А вода има и вода. А, има и вода. Добро. Ајде да седнеме да поразговараме малку.
Ај нешто да слушниме сега за селото. Сега прво да ни кажете како Субогрло, уште еднаш да повториме да видиме. Субогрло е многу убаво село. Само луѓето што се иселија Так. и така пропадна село Велемек со малку луѓе. Али ова село многу е поубаво од Сапотница. Патот од кога е асфалтиран? А? Патот. Пак да ви кажам, имам заборајно од кога. Десетина години има? А? Десетина години. Пак рече се има. Има, нов е, како да не се гледа дека никој не поминува низ него. Нема ни коли, ни возила. Луѓе има барем во селото? А постојано идат коли. И да. Постојано. Ако е село мало, а постојано коли идат. Кои се тие што идат со коли? А довде, овај, имате еден човек кој е берберот, тој него идат, тој летно време и сади тутун овде и така се седи со жената. А тој имат беберница во Демикица. Кај се иселени луѓето од селото? Каде се иселени? Па има Скопје, има Крушево, има Битола. Јас имам син во Крушево. Так. Имам син во Битола, тој е подполковник. Во центарот во Демиркисар нема? А? Во центарот во Демиркисар. Во центарот во Демикисар и овој крста имат, демек, 20 синови Аха. во Демикисар. Колку души сте сега во селото? Ами, да ти речам, колку души имат, кои постојано живееме, и јас и единка, и сега горе, како да речем, мој Митко сега, што се насели со четворица фамилијарно што се насели. Од каде се насели, од кај дојдете? Тој се насели од Крушево. Тука куќа купи? Тука куќа има купено. Тука има куќено. И сега имате 30 кози чуват сега. Тој сега. Еден козар долу сретнаме, да не беше тој. Со кафеави кози. Веројатно беше жената му. Тај пасите. Тај пасите. А мажот е горе, тој пред Самари. И Самарджија. Добро. Самарджија. А и други нема? Други жители нема? Сега, овој Крсема, тој е пролазен, да речеме сега. Преку зимата се оди во кашиновите во Демикицар. А преку летото оди сади тутун и тука живеете. Ве прекинав малку, започнавте за убаво село. Ајде да продолжите да видиме зошто е убаво ова село. Еми сега, дека, вика, многу луѓе е природно ова село према климава. За чист воздух, чист воздух. Вода имате доволно ни селото? Вода имаме. Самите сапотничани викате многу е порно согрело Сапотница. Го вела луѓе во Демек Сапотничани, а да велам сега јас да се балам, оти порно е согрело Сапотница, не, ама Сапотница си е големо. Убаво село, а суво грло. Делува како да не е убаво. Како да не е. И така ти кажам. Сам живеете вие? Сам живеам сега. Колку време? Па еве 3 години. 3 години сега. Пред 12 дена се жената им прави 3 години, ќе носам 3 години на покојната жена. А ова жена, што јас имам сега, таа ми е 4-та жена. Ви беше 4-та? Али таква жена, можам да гарантирам, во животот нема чекано, ни таква жена ма се роди со дарба жена. Значи, сменавте 3/4 да ја погодивте? Ја погодивме. Сега, види сега. Јас ќе ти кажам сега вака сега. Некој сега, ама слушај, јас му велам вака. Маре луѓе, слушај паталец, не слушај гаталец. Оти, паталецот што е патил, ти кажат вистината. А гаталецот на 99 реки ќе те однесит, капка вода нема ти дајте. Од каде ви е жена? Жена ми е од Луково, Струшко. Струшко? И како се изнајдовте со Струшко дури? Ама ете сега така се најдам, демек судбината имав една внука од првата жена од Радка, демек сестра нејзина. Таа беше професор во Луково, таму наставничка беше. И према ња, така
се запознал. се запознаме. Првата жена од каде ви беше? Првата жена ми беше во Саподница од Никола Поповски. Го знаете това и... Душко? Душко го Од знае. Никола Поповски. Првата жена. Душко од овај крај, се знае. Таа беше првата жена. Сонја бев 18 години во брак. 18. И се разведовте или ви почина? Ми почина. Како? Разведување. Другата од каде ви беше? Сега. Другата ми бе... Втората ми беше од ова подбитола сега, не може да сетам сега, во на едно село Бистрица, не туку... Логорди. Од Логорди беше. Од Логорди. Таа е зедов сега со дете 5 години. Со 5 години зедов дете. Сега, свака час добра беше. Добра беше. Првата добра беше. Ова беше добра. Само која зедов И сега... таја ви почини, втората почина. Сега и 9 години Сонја бе во брак. 9 години. Почина со тоа. Во тој случај сега, можам да кажам сега, кога е зедов сега ова, луѓе золба незина, нагаѓаше да ме коти за да ја земам. А таа викат, слушај вака, ќе земиште ли се коца, се викаше коца, не име. Ама да го посениш детето, имаше дете од 5 години. А мажот жив не умрен. Умрен. 5 години беше. Таа почина? Почина и таја, Почина, реколте. на 9 години, ти кажам се, На 9 години. А третата од каде е зедов? Третата е зедов од Драгарино. Драгарино. Та ни вода, ни киселина. Не ја погодивте третата? Ни се води, ни се терат. Наместо трета па вистинска, не успеавте со неа. Едва успев да ја растерам од дома. Ни вода, ни киселина. Да не поштуват ни деца, ни татко, ни едно, ни се. А ја ја казав, реков, условите се, реков, ој мој. Знае, реков, дека јас имам 2 деца. Едното е толку години, едното е 12-14. Татко имам на 80 години. Ако прихваќаш да ги гледаш и ги пошавш, да идеш. Ако не, од кај што дојдов, че ќе си одам, кај што да не да те оставам сега. Колку години бевте со неа во брак? Колку Колку издржавте со неа? 6 месеци. 6 месеци, кога видов ни вода, ни киселина, кога рече не поштувам ни татко, ни мајка, и реко поќе да те немат и сектир се. Пашапортот? Пашапортот. Сега. Четвртава жена, што е зедов сега, свака е час, капак, кладе, ви кажам сега. И на првата, ако бе со 3 деца, 20 синковци имам сега, едниот во Крушево, едниот во Битола подполковник, сега ќе дојдат, али ова четвртава, капак, кладе. А некој ќе сега, може прекорачам преку зборот, дека викат првиот касај, како првиот, вториот нејат, велам луѓе, слушај, памте бе мене сега. Првиот касај, вистина како првиот нејат, ама ако се погодите, ако не се погоди кова сега, тречава сега, ни вода, ни киселин, што дека ти каса? Али од четврти касај, капак ладе, деца за поштување, до тука 30 години во брак, ова сега што им почина пред 3 години. 30 години во брак бев јас од неа. И сега сам живеете, така? И како ги минувате деновите са? Шо работите? Едно магарче имате тука, слушам во... Едно магарче. Пондила ги вика? Пондила. И кученцево? И кученцево. И што правите, што се занимавате? Еве гледам пиперки имате. Пиперки е што подготвено, пак некој домакинлог бркате сами. Имам син во згради бе од четвртава жена. Таа е со 2 деца. Едниот во Охрид во Куратица. Едниот е спомалиот во зградина Саподница, се вика Светозар. И сега Светозар беше 30 години со мене. И сега тој има стан во Саподница. Во Саподница. А колку време доаѓа тука? Блиско е тука. Па се блиско е тоа. Од време на време доаѓа сега. И како ви врват деновите са? Што се занимавате? Што правите? Што работите? Тоа ми наоѓаат, јас и знам на душава сам, пријатели, сам кукукајса, тој се фамилиарно, други се фамилиарно, свакому час дојдуваат, ама конесит постојано овде,
Радио, телевизор, нешто, телефон, имате врски како одржувате? Имам радио, имам телефон, имам сега. Имам сега и ти кажам сега, колко почина се на сега, викат вака да ти купиме телевизор, радио да ти купиме сега, има еден случай вака. Ова што ми почина. Година, дена не сакам свирка да свирни во куќава. Од големо поштовање на женава. Ако беше кукајца, се ќе пуштев, се ќе батарев се. Али, до година. Сега однема кај на 2 години гладов телевизор и радио пуштив и сега ти кажам, сега ќе брам 3 години. Наскоро, за 12 дена рекоте, така? Уште за 12 дена, 3 години. Уште 12 дена, 3 години. И сега ќе би последен ручек за ња, за големо поштовање и ќе покарам 60 души имам покането за црква еден ручек да дам за покојна Зара. Од земјоделска работа што правите? Од земјоделска сега работа ништо не работам сега. Откако почина таја и готово животот ми се зеде, не можам да работам. Само едно градинче и патиша не садам, ништо поќе. И свеќиња сега. Сами се си готвите, сами? Сам. На колку време во селово се гледате со луѓето? Ами сега одам навечер, наутро, сега одам, сега ова, сега оде, сега чудова, сега тај служба од Кичево оде. Имате Бенедерицет и там е комшија тука и се движиме сега. Ама таа ќе се заменит, па се останам сам кукајец. Со сопруга, така? Со сопругот. Со сопругот. Значи други во селото нема? Нема сега горе, кој крста берберот. Колку души имало некогаш во селото? Пак испод 30 души, 50 не било подолу. Значи секогаш било мало село? Мало. Мало било село. Живо село или суво, како суво грло? Како суво грло. Како суво грло, да кажам, али многу сум благодарен на вас, што додавте да ме патуваме вака ни селово, па да видиме нешто, да откриеме. Ќе ни помогнете нешто друго ни селово да видиме, ќе дојдите малку со нас да ви земиме време. Што можете? Што има интересно? Цркви, манастири, нешто имате? Што можете? Цркви имам горе Богородица. Богородица. Таа одржавам јас. Да. Имам црква овде Света Танасија, одржавам јас. Така. Училиште некојаш имало во селото? Училиште не имало, ни ќе има. Друга продавница нешто? Не. Училиште само сапотница. Сапотница. Сапотница одевне. И на така. училиште, така. Во Согело немало училиште. Добро, ајде сега да се спремите па малку да прошетаме. Ај нешто тука да снимиме и околу Можеме да куќава ваша. Што ви душа сака, што имате право да снимате, снимајте, нека се знае за успомен. Така. Да се Добро. видите наш Согело и Илија, нека се прекчујат Соколовски Илија, те како снимаме пред куќата на него, Да. пред 78 години. Не изгледате дека имате толку. Тие мислите. 78 ова сега. Значи сепак жените добро ве изгледале, добро ве одржувале. Ја бркам. И се велам, бака да го знаете, се велам, јас против не сум. Сега, некој си ја башка, јас се велам вака. Побрго мажот да умрит, него жената. И то да го знаете. Теже што оти. Ма жената е права домаќинка за куќата. Ама ако е домаќинка, ако е пусти куќа, запријала. Али мажот си е гостин. Да си дојдите, да се дајте ставено, ручек, поручен, готово сега, да се напоручат и да си замени по своја работа. Ето е. Сега жената биват и да исперит, и да измети, и да стори сега. А мажот не го биват. Ај ќе го продолжиме после разговорот, малку да снимеме нешто.
тргнавме кон селото и ова првата куќа Прва куќа Боговски Иван. Кај живее тој сега? Кај се Тој умре, само син му е во Битола. Аха, во Битола. Првата куќа Боговски Иван, брат мој е. Так. Сега. Втората куќа е моја Соколовски Илија. Так. Третата куќа Трајковски Донче. Поред. Четвртата куќа Трајковски Миле. Так. Поред сега. Ова овде? Петата, ова сега Кузмановски Любе. Ова сега овде. Так. Сега име Боговски Томе. Овде е куќата. Ова е сега. Сега. А тие кај живеат? Овие кај живеат? Демикисар живеат. С нами, брат ми се умрени. Само син му живеат во Демикисар. Се празни куќини селово. Празни се. Ајде да одиме нагоре, ќе сретниме некој сигурно ќе најдеме. Сега нагоре ќе најдеме сега. Ето овде сме до Кузмановски Любе. До тука сме. Петта куќа, ова беше шеста. Со брат ми. Петта рековте? Петта со ова? Да. Так. Со ред, кој почнам. Ај со ред ќе видиме понатаму. Еве сме сега во куќата, ваша ова куќа? Ова наше, моје, мислам, на Благој сум Кузмановски. Овде сум роден, живеам во Битола. Во Битола. Денес по каква работа сте дојдени? Денес дојдовме да собериме грозијата овде лозниците, што се имам нешто компирче да ги собериме. Да. Колку на често доаѓате во куќава родна? Доаѓам овде често, бидејќи Демирхисар овде имаме на продавниче и доаѓам почесто, вака можда месецо по 2-3 пати тука не. Дедо Илија за сите ни раскажува по нешто, не носи ни село. Так. Па вие се познавате доволно со сите? Тој ни е еден од најстарите жители овде во село. Не еден, него најстар жител е во село. И се знаеме, мислам, долги години, и со дедо ми, со татко ми живееле, генерација се со татко ми. Вие само денес сте дојдени, ќе си завршите работа и си Денес бегате? да завршиме работа и ќе си заминиме. А за што имате продавница во Демир? За погребална опрема. Погребална опрема. Да. Тука има уште колку за погребување, многу сите се се стари. се наоѓа по некој населението е доста старо овде. Значи, И со ние таа сме дејност да извршиме услуга само на... Ни сите села така се напуштени, останати постари луѓе. Па има, претежно е старо население околу Демирхисаров и во Демирхисар има нешто помладе, али овде селата што се нагоре од Демирхисар има доста старо население. Добро, еве насекаде музика свири весело денес е. Нема, шом сме убав тука, сончев обавезно ден и музика мора да има. Се Да не погоди ви и ден. Да не ви одземаме време, ајде, благодарам Нема на проблем. искажувањето. Фала и вас. Јас сум Живко Трајковски од село Суво Грло. Иначе живеам во Битола. Вака ретко идиме, го посетуваме родново место, мислам. Оти не можеме да откажеме од него. Сите тука сме родени, тука сме растени, зашто избегав не, али па се враќаме па наредко. Има лозници, има сливи, има јаболка, има ореј, па нешто ќе собериме. Природно, без да се прска, да се одгледува. И овдека посадиме трографче, пченче, па имаме по цело долу, па пченка садено со граф. Тоа се занимава. Брат ми поќе житарица се и нешто тие нечијат. А во куќата некој живее кој не сте тука или не? Иди брат ми вака, секој нон стоп е брат ми. Иначе ние вака кога одиме тука имаме 3-4 соби, здрави се, чисти се, варосано. Иначе празно е селото. Речи си неколку мина само. Абе шо, овој Чичко Ило тука е. Чичко Ило не знаеше да ни каже од кај го добило името Сувогрло, да не знаете вие случајно? Абе Сувогрло, како да ти речем, тоа старо некое село, како турско, надим турски некој бил. Но ова село било над село горе, Куќишта го викаат.
кај црквичето Богородица. Сега оттаде се населиле, таму имало амбари од камен, делкани. Јас со татко ми едно време ваѓам не плочи. Тога немаше плочи за умрените кои што клава бетонски се, тога имаше плочи така. И најдовме еден амбар со пченица, ки знае кога што. Покриено, се затворено. Кога најдовме, татко ми рече, гледаш, пченица има останато рече. И таму било некош може и село, И сигурно. село, зато Куќище го вика то село таму. И сега полека се населиле сите долу. Иначе имаше луѓе одека, секоја куќа имаше по 4-5 души, браќа, синови, што беа. Колку жители најмногу имало? Овде имаше над 150-200 луѓе така. Имаше, абе, Корзо овде цело беше, народ, милојна беше, ама сега, времето дојде така систем. Сега ни селово ќе најдем уште некои други сигурно. Има еден брачет, имам погоре, тој па седи тука ловџија. Ловче, а? Иначе се живе, улиште има тука, тутун си сади, Како се вика? Трајковски крсте. Исто, наш човек, Крсте, брачет. Аха, браќа. Се не погоре има едни од дивјаци населено тука. Си купија куќа, кози држат. Та жената се што замине. Па има еден друг од Радово и тој куќарче направи на цело, си купи место, си направи. Сега молиме Бога да се населува луѓе. Така. И не му земаме ни едно, ако има нивие, оди слободно работи, не ти барам ни ти. Колку да има луѓе во село? Абе, нека има луѓе, иначе чим остана пусто, може да се населя некои други племени. Ајде да прошетаме малку. Ко вела црница кој ќе роди грозје оде, вистина грозје има на црница. Еве, црница имат, а на црницата имат грозје родено. Така. Ама тоа тука се испуштило нагоре. Испуштило излазило. нагоре. И ова Вие- куќа е празна. Чија е ова куќа? Празна е. Чија е ова куќа? Пак ова е Ристе Печенпетев, тој е умрен. Таа фамилија испуштена. Печен Петел презиме му било? Печенпетев. Или така го викавте? Печенпетев на презиме, Така. на презиме. А овде нагоре сега, ајде смртете малку овој дел, чек, добро овде. Овој дел сега, ова главна уличка да не е во село. Ова е главната. Главна. Од кај мене доке ова е главната улица. И се е празно. А? Се е празна, ве се гледате. Куќиња е останати. Еве сме пред куќата на Крсте Трајковски, викан Берберо. Да, Бербер. Бербер, Демирхиса сум работел негде 8 години, па са потница 7 години. И се врати во село овде, кали, што то? Самиот овде, имам еден стар човек, Илија. Тоа е. Нема што да правиме. На куќава пишува 1941. Да, тогаш е градена. Тогаш е град, ова Кога мислам сум јас роден. малтерисена. Па да, сигурно. Јасно. А ова да живеет вториот конгрес на тоа антифашистичката младина на Македонија. Тогаш младината тоа се организирала. И останало. Тако времето и останало.
останало, тоа го напишале и Из така. кој села низ Демирхисар сте работеле како бербер? Во Сапотница, Демирхисар, па и Битола сум работел 3 години. Колку бербери имаше на овој реон? Само вие бевте? На овој реон имаше 6 бербери. Ристе, Крсте, Бале, Гоце, од Сапотница, тој чекај, Врле ќе го речеме, Максим Врле, тие сме биле. Тие сме биле, а сега имат само 20 бербери. Толку е, син ми и Гоце, таму имат едно журче сега и тој, гледам работи тоа. Сега што работите во селово? Еве пчели селово? имате нешто, што се занимавате? Во селово сега, мене ми е струка, едино со пчелите, ова ми е така, како додатно тутунот. Нема друго, што ќе работи? Колку улишта, колку сандуци имате? 50 сандуци. Толку, да. Ви се исплатува? Не, баш не. Не, ради тоа е супер, тоа е пчелата, е нормално. Он не се треба да се исплати, дали? Немаме кој и со кого. Не рекој некој помош ќе ви дајме ово, она еве ги долговлачот, па утера може и година. Не. Трико Илони вели има тројца, има 5 мина, има 20, колку души има во село? Во селово сега моментално сето од Крушево населени има, 3, 4, односно 20 постари, 2 деца. Така. Младежот е тој, од 15 години, едното 15, едното 18 години. Што работат тие? Што работат? Ништо, се занимаваат со кози, дали помош немал нигде. Му дават некој кредит, тој кредит. Онма треба да го враќат, уште не направено трлото. И така. Како беше некоја живото? Како ви Животот? минуваа деновите? Што беше карактеристично за Ќе оваа ти село кажам, нешто? карактеристично беше што овдека бевме 30 куќи, 30 куќи бевме, а имаше 50 омладинци, така речено. Значи секоја куќа имала по 5 души, од 3 до 5. А сега нема ништо. Сточарството, сигурно дека имаше овдека на 1000 глај овци. Имаше 100 глај крави, мислам она зевгари што ги викаа за орањ луѓето. Сега нема ништо. Која година започна иселувањето така по масово? Иселувањето почна негде, па да не речеме, али 65-тите години, 66-ти, до 70-та година овдека, речи си, немаше ништо. 71-та крајно беше. Крајно беше, останаа уште оние стари, некои уште 20 на души, така се еден сам, ваму 20, догрувани луѓе тоа. Догрувани луѓе, така речено. Имате мисла дека некогаш може и да се поврати селото, да се понасели, еве, со оглед на тоа што дошле неколку Тоа мина? со оглед на тоа, може, Асфалт има, така близко сте ти до кажам, Сопотница. све има. Асфалт има, телефон има, сите работи што се водовод, све е тука. Во селово све има, али за повраток Не ви се верува. не ми се верува. Само може државата веќе, ако го дај по концесијата и оние работи што ги кажуваат тие, може. А иначе, народот наш не мислам да се радите. Еве некои куќите се распаднати, не Па ги готово, поправиле. распаднато, кој ќе ги поправат? Дојди овдека, викат, јас не џибам појќе. Ако сакат, За кој ден во селото се берите? Кога е празник? Кога се навраќаат сите? никогаш. Само на Довден така ќе се видиме и то не сите. Не сите. И Великден. 2-3 ќе дојдат така, па после ќе дојде некој во понеделник, во вторник и така. Трите света. Како ќе му текне, тоа е тоа. Значи не гледате перспектива. Не. Нешто насекаде забележуваме те казани, те за ракија, нешто, казаните а тие. суво грло се вика. Слушаш, па суво грло, ама не е сувото, и е водено, али без разлика. Без разлика, казаните тие како казани. Тука си се, нема мрдање казаните, останали уште од дедо ми. Јас, Кога не било суво па грлото. сигурно, тога е водено било, сега веќе готово и скроз. Сега му дојде правото име Па, суво да. грло. Баш ко дојде водата, да го наводениме грлото, ние тогаш си селивме и што бараме појќе. Добро, Нема ајде што ќе да прошетаме малце понагоре, па може пак ќе се навратиме кај вас да видиме. Нема што да бараме. Уште нешто да ни прираскажите за минатото. Тоа е тоа. Минатото е тоа да ти кажам. Порано се живеело, тоа е чудо. Јас, Кажно ли е кога се живее од спомени? Или весело? па да ти кажам, спомените тие ќе ми останат сигурно до умирачка што се викат. Па тоа е тоа. Тогаш било вистина. Успомен се знаеш, успомен се знае Великден, се знае Довден, се знае Танасовен. А не сега гледам, ма сето празници, секој ден Великден. Тогаш се знае Великден, Довден, тие работи.
Сега секој ден, бате, Великден, секој ден празник. Ова не ми е јасно. Вели ме нема, па нема од кај ќе. Од каде? Те минувале во сите села, што е нешто карактеристика на овие демирхисарски села во оваа Демирхисарските околина? села, никој не води рачун за Демирхисар, односно од кој ќе земиме од Брод, Кичево, Демирхисарскиот дел, па никој не го ни слушнал, ни го побарал. Тоа е тоа. Само се изборуваат таму горе за Скопје, за Струмица, Тетово, Гостивар, па можам да речам и Зајас. А ова е најубавиот крај, најчист еколошки. Најубавиот, еколошки и сите работи, залудно. Природата даровита. Залудно е, залудно е. Залудно, брат. Шо има тоа? Луѓето ги нема. Луѓето ги немат, никој за ним не води рачун во овој дел што ти го реков, еве го слушна. Така. Ајде, ба. Тој дел е карате, нема што да бараме. Нема што да бараме. Ама никој не мисли за тој дел. Овој што го казав. Од Битола налака до Брод. Ма никој не мисли. Еве ние помисливме, па дојдовме добро, тука. не е проблем, ти вака, ја ќе си зборувам, око не ми трепнува, можам да зборувам цел ден. На крај барија. Јас сум работел како бербер, па сум слушал и глупости, и убајни, и сите работи сум ги слушал. И карања, ми карале, па и така натака. Како веќе за Ебе, јасно ќе си карат, има пијани, има секакви, па на све сум трпел, овие не може да трпат на ништо и не може да пристот. Колку луѓе низ раце ви поминале со берберот? А, не можам тоа да го избрам. Многу. Оти бев добар бербер, посетен многу. И Уредни беа луѓето, се стрижеа, се дотеруваа. да, па се дотеруваа, тогаш да не речам, али во месецот 2 пати. А сега идит на 3 месеци еднаш. Тоа е тоа. Што? Па се знае што е тоа. Немањето 3000 плата. Што е таа 3000 плата или 5? А кажба ја тоа дозгора 15.000 просекот. Ама од кого тој просекот? Тие дали на тоа виделе? Просекот да прерачунат од работничката класа и нивниот просек горе што се. Тогаш ќе видиме колкав е просекот. Еве со дедо Илија, придружнико колегата Бакре и камерманот Дејан Младеновиќ се искачивме до црквичето Света Богородица. Кога е изградена ова црквиче? Јас ќе ви држам. Богородица. Сега, јас имам 78 години.
сега, во моје знање, ја како дете мало, идевме овде кај Богородица, само имаше зичиња око наоко распаднати и се носевне цветиња клавне сега. Сега. Значи било некогаш црква сигурно, вакавско место, така? Некогаш вакавско било сега. Ама сега како дзидои распаднати сега во моје знање. Ама сега, во Втората светска војна, 18 души, 19 беа осело наши, отидо партизани во војската, во војната. Да. Ниеден не погина. Кога дојдо од војска, си реко дека Богородица не дочува нас, а ќе појме да направиме едно зградиче кај Богородица. Тогаш тие се согласие, го направија црквиче овде 4 на 4 зградиче од Богородица и така тоа се не си идеме редовно. После, сега, после од 44 година, те тогаш веќе завршија сега. Од 44 сега до сега се напаѓа по 50 години дојде за да го продолжам тремот од црквичето навамо трем што го пуши сега ламперијава, по 50 години дојде да ја новирам Богородица голема овде. Вие го градевте тој тремот? Ние го градне. Со учество селаните, со моја иницијатива, главно со помош нивни, го направиме овој трем 50 метра. И сега се одржува во ова се клучевите? Сега? Ви ги барат кој ќе идат тука во посета? Кој ќе иди, му давам клучовите, кој ќе можам, ќе дојдам јас со ними, кој ќе не можам, му давам клучовите, си идат, си отворат и бакшиш си остават овде и си враќат, ми дават клучовите мене. А од тогаш, од кога настапи јас, ова црквичево се однови. Значи ги дочува партизаните, го чува и селото? Го чува селото. И по тој начин, тоа го направја, и во тој сега не годеше, вамо под Дабјево носевне со ручек, гасеинци, страшни, паѓа, напај јадење, паѓа тоа згоре. Рековне сега да правиме еден трем. И затоа тремот го направиме, 5 метра, сега си имат слободно да си седат луѓето, да си каснат. Тука има еден стар даб, сигурно, кај што има стари дрва, имало сигурно црквиче. Значи, тие зидини биле од старо црквиче. Од старо сега, оне старо даб. Сега, кога го пуштив тремов, јас го копам око наоко, го копам сега и не го правам сега. Кој копам темелите сега, пред зградичено одне кој што е сега од 5 малоно сега, го копам до унијав зид и да правам темел за подзидок за продолжета да кравам сега. Најдов едно гробче мало пред црквичево. Најдов гробче мало. Не го димнав гробчето, плочата не извадов и наставив преку гробче, наставив да го гледам подзидокот, што е сега на постолено за столица. Сега, кога дојде као да копам за зидов овде, со 10 метра од града, од жита на натаму, копам земја здрава, без камена, наоѓам тука еден гроб од 2 метра закопан човек. Значи тука имало и црквиче и гробишта, и гробишта на тоа асоцира, така? Тоа. И сега и коските му најдов, и глата му најдов, ко црпка, секој нешто, ја го копа, ја го најдов се. Баш со 10 метра понатак имате на дука тука, и тука го најдов некото коските се. Во моје знање јас. Значи, ова е Сувогрло, а село има и Сувополе? Кај е тоа село Сувополе? Сувополе, не, тоа е далеко од тоа е Сувополе, од друго навамо према Кичевска равнешчита, тоа е натамо. Со Јордан Пиперката во една песна тоа е Јордан Пиперката, тоа е тоа Брезово, Јордан Пиперката. Легенди стари приказни, знаете, оти Душан, колегата наш се за тоа се интересира, вака некои легенди собира, книги издава. Нешто му прикажавте по патот сега некоја легенда во врска со ова село? Не. Околу невестите нешто што разговаравте?
Тоа беше, чекај, не сеќам за... Јас го прашав. Живо Јас беше, го да. прашав. Кога невестата се носи дома, кој ќе си легне првата вечер со момчето, дали невестата треба да го баци момчето прва или момчето? Тој што ќе баци прв, тој му ја зема милоста на другиот и станува доминантен во куќата. Значи ја зема командата, не милоста. Командата ја зема. Ако жената прва го баци мажу, а жените се Кај да го баци? Чело? чело, право чело. Било каде? Не, чело. Чело. Жените се поитри ги бацуваат мажите прво в чело, за да може да му ја земат командата, да ги командуваат и мажите да си биде Не послушни. милоста, силата, значи Силата, команда. силата, Така силата. важи и ова за вашето Не село? важи, слушај, мажот ако не е типан од жената 2 пати дено, тој не е маж. Види го. Има кај нас обратно, може да е тепа жената или не? Абе со 4 жени вако искуство ни кажувате. Не. Основна работа е мажо и жената да имаат слога во животот, али треба жената да е доминантен затоа што жените се подомаќини од мажите. Мажите се, што вика тоа на наше либерте. Чекај се, имаме човек за искуството за та работа, така е. Сега вака, слушај. Сега, моето искуство сега, несреќата моја сега, со 4 жени, со 3 жени имам брак склопено, со то ѓубрето не склопи брак, со 3 жени склопи брак. Сега, со тие несреќи, до ден денеска, со едната живеев 18 години во брак, со втората 9, со треќава 30 години. Не се осудив да окара мајче и шајче на жена или сестра. До ден денеска тоа не ги имам сторено и да умрам не се осудувам на брак и да окарам. И ако ќе окарам, таа поќе не ми е друшка и да речам што е како. Културните луѓе не карат. Културните луѓе не Кај карат. мене е така, пријатели мои. А тоа има едно кажување дека ако го учка му се качи жената, пак исто така му ја зема командата, му ја зема милоста и тука важи тоа правило некако? Ами важи таа си му се качила ушка како сака така таму ќе отерат. Значи така, Така. имаше обичај така во вашето село? Колку обичај нема сега. И сега, онде донче, пичка ти мајчина, пичка ти сестрина, пичка. Кога ја ќе окарам на сопругава, мајка и сестра, па да речам сега, ај жено ќе оме кај мајка ти најворсти, или кај сестрата. Со које лице јас ќе се покажам таму, не ќе ја кажа да ти мајко Зедов ти караше, ми караша мајката мене. А тоа кај Илија, тоа не се десило и ќе умрам, не се осудам, тоа да Значи, уторам. вас иако ние на учка не ви се качи, ама си ги почитувавте. Големо поштување. Голем. А до ден денеска, да речеме, ова сега премеш го поминав, ние на мене ушка не ми се качи, да рече, што ќе речем јас, ти нема да речеш. Кога се собирате вака тука околу црквиче, шо муавети, шо веселби се прават? Абе тие се зборуваме сега, кој како, сега ние веселби си зборуваме сега, си кажуваат една, од кај се, што се, како се, што си, веселби, демек свирки, демек до сега нема се десено овде, демек кај Богородица овде. Од кај се маже, од кај се жена најмногу од Сувогрло? Не сметаше нешто селото дека кој ќе речевте од кај си од Сувогрло? Ами, Не беше нешто погрдно или нормално си беше? Абе, нормално се беше, абе сега, можам да кажам, од Ракитница, во Согрло, 8 жени беа земени од Ракитница во Согрло. Колку е Ракитница овде близко? Пак само Ридом неделиц Ридом. овде тумбана. На Восело и Ракитница е. И како се среќаваат тие? Има тие друг некој празник или Не, има тие празник. кој празник го прават тие? Тие го празник, кај нас е овде ова куќни празник, Селски. селски празник беше Свети Атанас летен 15 Лет. мај. Так. 15 мај. А куќни празник беше Свети Атанас зимен. Аха. Зимен, а имаше и Свети Никола. Затоа е поделен. Слава си држа во селата. Слава. И затоа сега од куќа на А во Ракитница? Во Ракитница таму имаше Пречиста, имаше Митроин,
И за другото не се сеќава. Не сеќам за друго. Добро, и како се среќава момчињата со девојките? Си оѓа нормално. Со стројници, а со стројници? А со страници? Напред со страници се ојшат. Нормално, ако немало слојник, не можеш да се ожени. Со страници. Еве сега, право ти кажам сега. Ако немаш некој сводник да ти гарантират, ти не можеш да најдеш. Што дарови му давате него? А? Што дарови добиваше тој? Ба добро сега што даваме сега, што ти дошло да ме згодно нешто еден чест да напиши или на кошула ќе му даеш. За добрината што ја прави За или добрина. за грешката што За добрината, за грешката. Ај нас дава едно рало опинци. Опинци, ај нема сега опинци, имало опинци некој во Има селото. тогаш бе. опинци Ма имаше. како ти кажам, затоа те велам сега. Еве сега, да речеме сега, јас од каде сега, во Согрлу и Луково каде? Колку Колку километра се тие далеко? Тоа е кај Еми, Кичево, така Луково? Кај Кичево е Не. или тука од Кај Струга? Па така од Струга. Струшко, Струшко Аха. Луково, Струшко Луково. Така. Сега, каде Согрлу, каде Луково сега? Али сега, има една внука од Свеска, во Сапотница, да ми сестра на женава прва, Так. на прва сестра, ќерка незина. Та беше наставник во Луково. И сега та беше таму сега. И поради не сеќате, али сега ние овде многу си живееме со неја, се помош едно друго што давав сега, се му помагав. На тој начин и сега ме ценија луѓево, дека сум чесен и поштен, да не бидат срамни тие, ни пак ја срамен да бидам. И тие ја пренајдоа кога ми умре покојната втората жена. Колку години имавте кога се оженивте прв пат? А? Колку години имавте прв пат кога се оженивте? Прв пат кога се женине, јас пред да одам војска, пред 6 месеци се женив. И колку години имавте? Па 18-19 години тогаш тоа е ние А, војска. тогаш. Ето, Се оженивте и заминавте војска? 6 месеци се... Кај служевте војска? А? Кај служевте? Во Титова улица. Тито Вужица. Во Титова улица. И да кажам, со тој начин, на тој начин поштен, тие гарантира за мене тетка, рече, вака, рече, имаме еден тетин вака. Со тоа гаранција, тие ми гарантира, ама бја сигурна, бја према мене, сигурна. И ко падене сега семе, и се тоа на што го реков, на лице место испадна, а иначе, ако нема која ти помогне, од кај ќе се снајдеш. Ко празнуват овде за Богородица? Свирки, песни има? Не, се нема пеат? овде, нема овде. А во селото за свадби се пееле некои песни? Свадби напред, какви свадби, какви игри, на танасен слава сеуска, ми тоа се целоно беше. Кои Тоа песни беше. се пееле? Старски некои? Старски, Ги знаеме а, си ден денес ми или старски. заборавени се сега? Не се забрави царските сите се песни, приказани царските се песни. Тоа беше многу богато, а сега послабо е. И да кажам, на тој начин, иначе, ако не беше тоа, од кај сега ќе најдам сега она душа да биде за мене сега? Од пријатели, Так. од загарантување на сигурно, ако сум ја на човек, не се сеќам берата да ме колни, било ја да конам, ај да не видиш, Так. ти ме зеде на душа, или тати му рече, ај да не видиш мари кучка, ме зеде на душа, зонај тетинде, зонај пијанисана, зонај кујварун, зонај се. Така, Бидејќи сте малкумина во селото, на колку дена вака ви се случува да си поразговарате како денес со нас? Еми сега на 2-3 дена, на 4 дена, некој секој ден така помни, ама сега е работно време и ќе морам сега да наследам вама нагоре, да ги подседам сега. Секој, ја како осамен, тие си се содружки, си ја брекат работата, Да. ја не можам на сено да идам да станувам тук. Така. Не личи. Ако имам во главата, ако не имам, ќе поедам сега, ќе ти го ватам катот, да ми истераш, не ти е згодно. Така е. Ако имаш во главата, ќе си нека си брекат работата, само може пуш, кој ќе бидат слободни луѓево, да си поседиш, али најбитно е преку зимата нема кај да од по работа, ќе си поседиш на пешмовет. Али преку зимата нема никој сега. Паја доволно снег тука, има снег, А? врни до Нема снег сега, или не? нема. Напред на годињето напрежни, ги нема сега. Нема, Нема, сега. шумско местото така. Шумско, сега измена климите. Семена, а? Климите. И така ти кажам,
На тој начин. Можеме сега полека да се слезиме долу, да бегаме, доволно си прикажавме. И така ти кажам, и сега по 50 години дојде ова да го новирам сега, овие 5 метра тремов сега. Така. И сега. Направивте еден себо. Направиме. Откога го новира, испо 80 души, 60 души, не сум подол на 28 на Богородица. Откога новирам ова. Таа ве држи во добро здравје, гледам. Така е. Али, постојано го државам. Така. Добро, Дури можеме може- сега полека да се можем, слегуваме. Можем. Можем да го. Наслегување од црквичето Света Богородица, еве во горниот дел на селото, забележавме една личност, како се викате? Настески Митко. Што е ова што го подготвувате? Самари за коњи. Самарџија сте вие? Да, самарџија. Тука сте доселени или Тука од сме, секојаш тука сте живеели? јас сум роден во Крушево и пред 12 години купивме куќа овде. Мислам во убавите времена, се затворија фирмите, мораше се вратам в село овде, да најдам некоја екзистенција и со занатот моментално работам. Колку години самарите. го работите овој занат? Па, интензивно вака за продавање самари има 6-7 години, иначе
за себе си правев, има 15 на години и така. Каде ги продавате самарите? Па на пазарите, по селата одам, секаде нудам самари, идат овде, некој што ќе ме научи, што ме знае. Така. И така. Се купуваат, има, да речем, продажба? Има моментално послабо, затоа што се затегна со шумските полици, се затегна со дрварлукот и така, послабо се оди, моментално послабо имаме, За колку време изработувате еден самар? па да се изработи 2 дена. 2 дена. Интензивна Како работа. почнувате? мислам. Прво со овој делај, малку да ни покажите. Прво, значи ова е штоп, така да речем, или што материјал е овој? Ова е ќебе, Кебе? претежно војнички моментално ги нема, Добро. и обична вреќа, се шија ќебето со вреќата и се полни со слама. После од озгора се става кожа или мешин, нешто да речем, и тоа е стелата. Дрвенаријата. Да, и дрвенаријата ето таму. Ено тоа таму. Да. И колку време еден самар од прилика трае? Па зависи ако се чува добро, да мислам да не врни на него, Да се одржува. да се одржува, оди повеќе години. Колку е тоа повеќе? Па што знам, јас би одржувал 5, самар, 10 или повеќе? па не верувам 5 години. Некој ќе оди и 5, некој помалци, некој кон ќе падне ќе скрши одма. И А колку пари еден самар? се ова 4.500 денари. 4.500 дена. Ви се исплатува? Сигурно кога немате друго. Слушај, за нас е ефтино, за муштерите е скапо и мора некој заеднички јазик да се најде, да се екзистира и така. Друго со што се занимавате во село? Друго е земјоделие. Моментално сега одам на кози. Сакам да отворам, мислам, фарма на кози. Колку имате? Имам моментално 35. 35. Во Да. околинава ги пасите. Да, така? тоа околу наокол, така и таму горе сакаме на трло да направам. Мислите дека ќе ви оди бизнисот, да речем, работа? Па се надевам. Се надевам. Мислам за да оди. И не се откажувам, дур не пробам стварно. Идејата да си ја Да, реализирате. да. Добро, ево ви посакувам успех во работата и ви благодариме за овие Фала, зборови, да речем, овој разговор што го фала. направите. Ви благодарам и јас вас. Догледај.